Добар ден, централно издание на вестите. Еве што ќе гледате во нив. Епидемијата на стомачни заболувања во гостиварскиот регион влегува во фаза на смирување, уверува министерот за здравство. Дефинитивно сме во надолен тренд. Денеска нема бела пена во Лепенец, се прават анализи и се чекаат одговори кој го предизвикал загадувањето. Интензивно се градат галериите. Во следните неколку месеци ќе се пуштат најкомплицираните 10 километри на автопатот Охрид-Кичево. Каде што влегуваат тунелите и галериите. Жетвата на пченицата привршува. Приносите допрва ќе се анализираат. Следува состанок за цената, вели министерот Серафимовски. Знаеме дека ова е берзанска работа и реално не зависи само од нас како држава, туку зависи од регионот. Тешка кражба во електровлечната подстаница Драчево. Штетата, како што информираа предмалку од Министерството за транспорт, изнесува околу 5 милиони евра. Целосно е уништен значаен дел од електроенергетската опрема на железничката инфраструктура. При кражбата биле насилно превртани два големи електроенергетски трансформатори, секој со тежина од над 30 тони. Од трансформаторите било испуштено и истурено трансформаторското масло, додека бакарните намотки и другите вредни компоненти биле целосно одстранети и украдени. Од подстаницата се украдени бакарни жици, бакарни шини и прачки, како и уреди, елементи неопходни за незиното функционирање. Со ваквото противправно дејствие, објектот е доведен во состојба на целосна нефункционалност. Овој настан не представува само кражба на бакари и опрема, туку тежок напад врз критичната железничка инфраструктура и врз имотот на државата и граѓаните. Оштетувањето на објекти од ваков вид може да предизвика сериозни последици за безбедноста, стабилноста и редовното функционирање на железничкиот сообраќај, велат од ресорното министерство и очекуваат соодветна одговорност за сторителите. Епидемијата на стомачни заболувања во гостиварскиот регион влегува во фаза на смирување, уверува министерот за здравство Сашо Клековски, кој денеска беше во посета на болницата во Лешок. Продолжуваат и епидемиолошките анализи за да се утврди кога се јавиле првите случаи, како се ширела заразата и кој бил изворот. Кога хлорирањето на водата во Гостивар ќе биде на задоволително ниво, ќе биде дадена дозволата за употреба како техничка вода, посочи Клековски. Михајло Видемлиски. Епидемијата на стомачни заболувања во гостиварскиот регион влегува во фаза на смирување, вели министерот за здравство Сашо Клековски. Бројот на новозаболени се намалува, но институциите продолжуваат со анализите за да утврдат како дошло до појавата на заразата и дали имало пропусти во системот за контрола на водата и хигиенските услови. Последните податоци покажуваат намалување на бројот на пациенти. Од почетокот на епидемијата се регистрирани околу 4000 заболени, а здравствените власти оценуваат дека состојбата постепено се стабилизира. Сепак, паралелно со здравствената состојба, продолжуваат и епидемиолошките анализи за да се утврди хронологијата на настаните, кога започнале првите случаи, како се ширела заразата и кој бил изворот. Денеска имаме состојба од 80 првопријавени пациенти, што е двојно намалување од претходните бројки и дефинитивно сме во надолен тренд. Вкупната бројка на заболени е околу 4000. Со тоа што успеавме до сега да анкетираме, односно се пријавени 750 со пријави за заразни болести, анкетирани се 490. Според надлежните, треба да се направи разлика меѓу случаите поврзани со епидемијата и вообичаените летни гастроентерити, кои секоја година се појавуваат во овој период. Клековски, кој денеска ја посети специјализираната болница за белодробни заболувања и туберкулоза во тетовското село Лешок, вели дека контролата на водите е обврска на јавните комунални предпријатија, а едно од нив ја контролира токму водата во Лешок, каде што е утврдена бактериолошка неисправност. Редовниот мониторинг е обврскан на локалната СМП и локалните јавни комунални предпријатија. За тоа се боревме, за тоа се залагавме, да не биде се во Скопје, да не биде се во едно место.
Управувачкиот комитет работи на прашањето, уште беа недоволни вчерашните резултати на резидуален хор, бидејќи во основа за водата да биде безбедна на одреден степен, се гледа колку хлор има во водата, уште не е постигнато посакуваното ниво. Во Лешок и во здравствената установа водата се обезбедува преку диспанзери, додека со локалната заедница се бара трајно решение за проблемот. Според Клековски, состојбата со водоснабдувањето во дел од руралните средини не е нов проблем, туку проблем кој постои со години и е поврзан со надлежностите на локалната самоуправа. Не е тајна дека во поголем дел од рурална Македонија, не е тајна за тие што излегале надвор од центарот на Скопје, дека во поголем дел од рурална Македонија, најголем дел од бунарите, водоводите се неисправни од бактериолошки причини, посебно во летните периоди заради ниските водостои, а зголемите потреби за вода заради враќањето на диаспората во летните месеци. Епидемиолозите сега прават анализа на случаите од 25 јуни наваму, а се проверуваат и инкубацијските периоди на бактериите и вирусите пронајдени во примероците. И не се очекува појава на други болести, освен во случај на нехигиена, зашто во соработка со Центарот за јавно здравје Гостивар се обезбедуваат дополнителни тестови за откривање на можни вирусни причинители, а за тоа се алармирани и матичните доктори. Барањата за политичка и кривична одговорност за Гостивар од страна на опозицијата продолжуваат. Власта возврати дека СДСМ и ДУИ го штитат градоначалникот Лимани. За експертите, меѓусебните препукувања за овие теми се загрижувачки, особено што во случајот е потребна институционална одговорност, но конечно и поука каде системот затајува. Ивана Стојановска. Продолжуваат партиските препукувања за загадената вода во Гостивар. Од опозицијската СДСМ бараат политичка и кривична одговорност и од централната и од локалната власт. Од ВМРО ДПМН возвраќаат дека локалната власт во Гостивар со години е во рацете на опозицијските партии. Обвинуваат дека на СДСМ и ДУИ не им се важни граѓаните и дека го штитат градоначалникот Валбон Лимани. Не може да се отруе цел град и да нема ниту една оставка од сите оние кои потврлиле. Не може луѓето да пијат отровна вода, а никој да не одговара од власта. 20 години ВМРО ОКГ е коалиција со секоја локална власт во Гостивар. 20 години нивни луѓе потпишуваат, именуваат, одлучуваат, членуваат по управните одбори на јавните предпријатија. Додека граѓаните на Гостивар пиеле со денови отровна вода, Центарот за јавно здравје ја прогласи водата за исправна. Тие се локална власт во Гостивар. Власт се СДС, ДУИ и Арвен Таравари во Гостивар. Ако им се важни граѓаните, како што знаат да повторуваат секојдневно, нека го повикаат градоначалникот на Гостивар Валбон Ливани, кој е нивен кадар, да одговара и да поднесе оставка. А тие што прават? Молчат, што значи го штитат труењето на населението во Гостивар и покажуваат дека поважен им е партискиот другар отколку граѓаните. Меѓусебните партиски препукувања и фактот што дискутијата во политичкиот дискурс во последниот период се сведува на теми кои во државата одамна требало да бидат надминати. Според аналитичарот Арсовски е загрижувачки. За случајот со загадената вода во Гостивар, според него потребна е институционална одговорност и извлекување поука за воиднина. Тоа е недостаток на моќ за процесирање кај граѓаните и тоа се амалгамира во еден заеднички жабарник, општ, каде гласачите едноставно го складираат тоа незадоволство за понатак. Ние видовме апсење во комуналец и така натаму, но недостасува една институционална одговорност. Да се идентификува каде закажал системот, што се случило и да се воведат механизми за тоа да не се повтори. Таа лекција ние не ја научивме, ниту ја направивме во Кочани, по неколкуте сообраќајни незгоди, не гледам дека сега ја правиме во Гостивар. Според Арсовски, партиската пинг-понг комуникација нема да им донесе поени на политичарите, туку напротив, само ќе го зголеми незадоволството кај граѓаните и дека тоа ќе се прелее и на избори. Според СДСМ, во 7 населени места во Македонија водата не е за пиење и бараат власта да ги пренамени 5 милиони евра од прославата за 35 години од денот на независноста за, како што велат, да се обезбеди здрава вода за пиење. СДСМ треба да им се извинат на граѓаните што секоја криза се обидуваат да ја претворат во дневно политичка тема, од која ќе извлечат корист и за скандалот со водата во Гостивар веднаш да побараат одговорност од градоначалникот Лимани. Експресно возвратија од ВМРО ДПМН.
Најпатриотскиот чин на денот на независноста е да се обезбеди здрава вода за македонските граѓани. Бараме да се пренаменат овие 5 милиони евра и наместо за скапи настани да се дадат за чиста вода за македонските граѓани. Пречистителни станици, филтер станици, резервоари за вода, обнова на водоводни цевки, нови инсталации. Можеме 35 години од независноста да прославиме поскромно и поздраво со народ кој нема да се труе само поради пуштање на чешмите дома. Денеска нема повеќе траги од белата пена која вчера беше забележана во Липенец на сливот во Вардар. Земени се мостри од водата и во следните неколку дена ветуваат надлежните ке се знае за какво загадување станувало збор. Деталите за ова од Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Во Липенец денеска повеќе не тече бела пена. Реката изгледа чиста. Но што се случуваше вчера и дали тоа остави последици врз животинскиот свет во водата, ке се знае дури по неколку дена. Од Инспекторатот за животна средина велат дека акредитирана лабораторија ги врши испитувањата на хемискиот и микробиолошкиот состав на водата и се чека на резултатот. Оттаму брифираат дека од нивните сознанија белата густа пена не била претходно забележана по течението на Липенец, туку само на вливот во Вардар, па ќе бидат земени во предвид сите можности. На местото каде што Липенец се влева во Вардар. Денеска е чисто, иако во текот на вчерашниот ден граѓаните и институциите алармираа за густа бела пена која што ја загадуваше реката. Анализи се земени, а за неколку дена ќе се знаат и резултатите, односно ќе биде познато дали станувало збор за загадување или за нешто друго. Екологистите со кои разговаравме се воздржани на темата. Чекаат официјални резултати за да го коментираат случајот, но велат дека хемикалиите кои завршуваат во речното корито оставаат долготрајни последици врз биодиверзитетот, влегуваат во синџерот на исхрана преку рибите и ја трујат почвата. Предходно, градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски посочи дека градските инспекциски служби веднаш излегле на терен, а дека дополнително ги контактирале и инспекциските служби на Министерството за животна средина, кои исто така излегле на терен. Дополнително од страна на инспекциските служби на градот вчера беше пуштен и дрон за детектирање на причинителот на оваа појава, а службите на водовод и канализација биле повикани да земат примероци од реката и веднаш да ги испитаат и утврдат за каква материја станува збор. Надлежните најавија строги санкции за виновниците, нагласувајќи дека нема да се толерираат еколошки инциденти. Имено вчера попладне, местото каде што Липенец се влева во Вардар, беше прекриено со необична бела и пенлива материја, која пловеше по реката. Од СДСМ обвинуваат дека станува збор за сериозен аларм дека власта нема капацитет за заштита на животната средина и безбедноста на водните ресурси. Знам е консолидиран. Тие што заменуваат треба да го вратат мандатот, вели Димитриевски. Тој мандат е добиен преку партијата, но како и да е, ние не сме оптеретени со тоа прашање. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски денеска изврши увид во изградбата на галериите на автопатот Охрид-Кичево. Како што изјави Николовски, изградбата на автопатот се реализира со забрзана динамика. Во следните неколку месеци ќе се пуштат уште 10 километри кои што се најкомплицираните за сообраќај и каде што влегуваат тунелите и галериите, изјави Николовски. 2 галерии на автопатската делница се целосно завршени, а интензивно се работи на третата. Паралелно се работи и на стабилизација на земјиштето, довршување на мостовите, како и на 2 цевки на тунелите, кажа Николовски, кој денеска изврши увид во градежните активности на трасата и изградба на галериите на потегот од Пресека до Кичево. Тунелите ќе бидат најдолги во Македонија. Едната цевка во должина од 2 км, другата цевка во должина од 2 км и 100 метри, што се, како што кажав, најдолги тунели во Македонија, а галериите првпат од овој тип се изведуваат не во Македонија, туку во целиот регион. Ова беше најпаметното и најдоброто решение за стабилизација на земјиштето, затоа што може, еве и тука десно од нас да се види дека
Ова е земјиште кое што не е стабилно и кое што постојано се спушта кон трасата, за да заштитиме трасата, за да имаме безбедно возење. Овие инженерски чуда кои што се позади нас беа најдоброто решение. Сакам да честитам на изведувачот Гранит за нивната посветена работа, на тимот во јавното претпријатие за државни патишта. Ова беше напуштен проект, ова беше проект во кој што никој не веруваше, но еве го, веќе се гледа крајот, веќе имаме 34 километри на кои што се вози, а во следните неколку месеци ќе отвориме уште 10 километри кои што се најкомплицирани 10 километри каде што влегуваат тунелите и галериите. Времето на изговори заврши. Македонија мора да се гради со работа, ред и одговорност, порача лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски од Прилеп, каде партијата одржа панел дискусија под мотото Европско ЗНАМ за европска иднина и европска Македонија. Според Димитриевски, ЗНАМ не се бори за функции, туку за подобар живот на граѓаните, а на советниците и пратеникот кои ја напуштија партијата им порача дека е најчесно да го вратат мандатот добиен од гласачите на ЗНАМ. Партијата е консолидирана, вели Димитриевски. Знам вети дека не само што ќе биде коректив, туку првенствено ќе биде иницијатор на општествените промени во државата, се со цел да власта овозможи на граѓаните поубав живот и посакуваме успех во понатамошното нејзино работење, а таа треба да го даде вистинскиот одговор на своите поддржувачи зошто донела таква одлука. Најчесно би било не само таа, туку и пратеникот Милет Секов да го вратат мандатот на партијата, бидејќи тој мандат е добиен преку партијата, но како и да е, ние не сме оптеретени со тоа прашање. ЗНАМ продолжува да се консолидира. Одлуката на лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети да го истакне националното знаме на Македонија во својата канцеларија за првпат во последните 24 години е многу повеќе од символичен протоколарен гест, наведува во својата анализа грчката независна новинска и аналитичка мрежа ИБНА. Во новата политичка реалност со подемот на вреди и губењето на клучните локални упоришта, еродирана е политичката доминација што ДУИ ја одржуваше повеќе од 2 децении. Во исто време, премиерот Христијан Мицкоски избра да формира владина коалиција со ВЛЕН наместо со ДУИ, преобликувајќи го балансот на застапеноста на албанците во рамките на управните институции на земјата. Одлуката на Али Ахмети да го истакне националното знаме на Македонија го одразува напорот на ДУИ да се репозиционира како политичка сила центрирана на институционалното управување во време на интензивна политичка конкуренција. Потегот илустрира пошироко поместување во политичката конкуренција, од етнички символизам кон потрага по институционален кредибилитет, пишува меѓу другото во анализата на ИБНА, објавена неколку дена откако Ахмети на средба со австрискиот амбасадор во партиското седиште го истакна македонското државно знаме за првпат досега. Во Прилеп е уапсен службеник во Агенцијата за вработување поради примање на подкуп за да не укине социјална помош. Од МВР велат дека осомничениот ја злоупотребил својата службена положба на штета на 47 годишен сограѓанин, кој е невработен и примател на социјална помош, откако во периодот од април до јули во повеќе наврати барал и примал подкуп од оштетениот. Откако жртвата претходно одбила понудено работно место во фабрика во Битола исклучиво поради нарушена здравствена состојба, осомничениот го искористил тоа за да бара мито, ветувајќи му дека нема да му ја укине социјалната помош доколку континуирано му плаќа. При претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, биле пронајдени предмети од кривичното дело. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од МВР. Жетвата на пченицата привршува. Наскоро ќе има состанок со откупувачите и земјоделците за цената и за складирањето, изјави денеска министерот за земјоделство Борче Серафимовски во Прилеп. Тој најави над 1 милијарда денари субвенции за земјоделците со ребалансот на буџетот.
Со ребалансот на буџетот моментално ќе бидат исплатени по усвојување на истиот некаде околу 1.200.000.000 денари во субвенции, така да се опфатени овде и житните култури, а исто така имаме мерка за складирање на пченицата, тоа ќе биде исто така опфатено во наредниот период некаде до септември месец. Бербата на грозјето ни започнува за некои 30 на дена. Вчера остваривме средба со откупувачите, односно со винариите, разговаравме во поглед на законот, разговаравме во поглед на слободните капацитети, за лихите кои ги имаат. Ние веќе на 15 јули излеговме со конкретна цена, дадовме цена согласно закон и методологија, која истата е прифатлива од страна на лозарите и нормално во наредниот период ќе видиме што можеме да излеземе во пресред како држава за креирање на мерки за помош и на едната и на другата страна. Толку во вестите во 18 часот, бидете со нас и во вечерните во 20:45. Пријатно.